Новите протоколи налагаат маска постојано, и на отворено и на затворено. Сега ќе извадам, бидејќи дури од понеделник почнуваат казните и веќе се повеќе и повеќе има полиција по улиците каде што ја опоменуваат ставете маска, наместете ја правилно и така натаму. Владата ги донесе овие нови мерки бидејќи како бројките се зголемуваат, така и овие задолжителни мерки веќе стапуваат во сила. Казната за неносење маска дури и на отворено е 100 евра. Од тука ја стартувам новата епизода. Валета, јас се наоѓам во Барака Гарден и од тука во позадина ги гледате трите града. Имаме интересни информации, малку и за ракометот во Малта, што и мене ме изненади дека постои, и имаме македонец, стружанец, кој што игра ракомет, па со него ќе споделиме некои од искуствата за новите мерки, за новата потера и уште нешто плюс. Бидете тука, ве очекуваат убави 25 минути. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега ќе влезам во Валета и малку да ја снимаме вака од возење. Не знам колку сте ја возеле. Пешки е прекрасно, ама има интересни улички за со моторче. Ајде. We're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We're trying to understand how it all started to go wrong. But the sea is way too deep, yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be
Ski Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Перо Арсовски, добре дојде во новата епизода. Малку за ракометот. Ти не информираше дека има во Малта и ракомет. Никогаш искрено не сум гледал ракомет, а знам дека не е толку популарен како фудбалот и како другите спортови. Како ти се чини тебе? Па, прво добре ве најдов. Мене едноставно имаат добра лига, значи нема премногу пари, некои такви ствари, но имаат очигледно добра лига, имаат преку 10 клубови. Некои дури се надпреваруваат во европските надпреварувања како што се ЕХФ купот. Лигата не е нешто најсјајна, но сепак луѓето имаат желба, да. Ти од Македонија дојде тука и дојде да живееш, да работиш и да играш ракомет. Прво кажи ми во кој клуб играш? Играм во Делазал. Тоа е клуб од Биргу. Значи тука во комши. Да. А иначе дојдов тука пред 2 години за да работам и да сменам нешто. Најдов клуб, убаво е, се игра, има добра лига, има тренинзи, има се. Перо, ти си од Струга, а каде работиш кога не играш ракомет? Работам во Talbot and Bones ресторант, тоа е на Малтешкиот аеродром. Таму сум веќе 5 месеци, а претходно бев и на друго место работев. Во Струга кога беше играше ракомет? Да. Каде? Струга е познат македонски ракометен центар. Во РК Струга, во мојот матичен клуб. И како ти беше преминат? Сега, позадоволен си тука, збориме за ракометот, после ќе те прашам за другите работи, или по некогаш ти недостасува ракометот во Македонија? Па искрено ми недостасува ракометот во Македонија. Ја нема таа пеколна атмосфера како таму. Нема толку многу жестина како таму за ракометот, се уште. Тука повеќе го обожаваат фудбалот, кошарката и тие некои други спорти. Бочење. Така. Да. А во однос на другите аспекти, позадоволен си тука од самиот живот, од концептот, од околината, од атмосферата, од парите? Па, искрено, да, позадоволен сум. Имаме се, имаш работа, имаш кај да си го троши своето слободно време, има многу нешта кои што може да се видат искрено тука. Еве сега и ракометот, како што ви кажав, има тренинзи, така да. Пред колку години се одлучи да заминеш од Македонија и како се одлучи? Па во Малта. Се одлучив пред 2 години. Имав тука еден мој многу драг пријател, кој што живее веќе 6 или 7 години, не знам. Тој ми се јави, вика дали сакаш да дојдеш. Има многу работа, има добро е платено, има добар живот, па ако си за. И јас така се одлучив. Резервирав карта, авионска и тука сме сега, се уште. Дојде сам? Да, и се уште сум сам. Значи, планираш и понатаму животот да го формираш и да го конципираш овдека на остров? Да, за сега да. Одлично. Кажи ми како го поминуваш денот, како го поминуваш неделите сега со оглед на тоа што се карантински периоди, карантински зборам во однос на тоа што не може да се патува, нема одење назад до Струга, нема летови, не ни може да одиме туку така како што беше порано до Сицилија да прошетаме и така натаму. Како ти поминуваат деновите и неделите овдека во оваа ковид протоколарна атмосфера? Па,
како, кога не сум на работа, или сум на тренинг, или сум со другарите од клубот, или сум со моите другари кои што се тука, дали кафе, дали шеткање, дали понекогаш си одиме на пешачење, трчање и така. Имате многу македонци, имате дружина македонска овдека? Има многу македонци, а дали има други? Не, мислев твоја. Да. Имам. Тука во Валета, во Биргу? МС да Буџиба, Марсескала, секаде. Се дружите? Да. Се собирате за партија фудбалче, партија ракомет или баскет? Моите другари се собираат, оние кои што играат, пошто има многу фудбалери тука. Тие се собираат, играат мал фудбал, има и мислам дека има и клуб во мал фудбал тука, македонски. Се собираат, играат, јас најчесто сум во публика за фудбалот, така да. А иначе да, си седиме парти, значи дали по дома, дали некаде надвор, дали слиема, дали одиме Валета или било каде, си наоѓаме некоја занимација. И на крај ти да прашам, дали има нешто и што е тоа што ти недостасува од Македонија, што ти недостасува од Струга, го немаш тука, а посакуваш да го имаш? Предпоставам водата не ти недостасува, вие од Струга сте со кајчињата и со чамците, тука ги имаш исто посебно па во Биргу, ама има ли нешто друго? Па искрено ми недостасува семејството, а ми недостасуваат шумите, тие места каде што можеш да прошеташ на чист воздух, дрвјата и сето тоа, пошто тука многу малку го има тоа, скоро и го нема. Тоа ми највеќе ми недостасува, да отидам на планина, па да се одморам, барем за викенд и така. Кога последен пат беше во Струга? Не сум досега бил, откако дојдов на Малта. 2 години! Значи ќе останеш уште една година секако поради корона протоколите. Најверојатно да. Сакав да одам во јануари, ама ситуацијата не дозволи. Сите летови беа откажани, се случи тоа што се случи. Pero, ти благодарам на гостувањето и се надевам дека некогаш ќе не поканиш на некој дерби ракометен надпревар да видиме како тоа изгледа во Малта. Зошто да не? Кога имате, например? За сега ништо не се знае поради ситуацијава. Лигата требаше да ни започне претходната недела, но за жал не почнавме се уште. Не знам кога ќе започнеме поради ситуацијава и мислам дека сигурно ќе ве известам. Најверојатно ќе биде декември, али сигурно ќе ве известам. И дали има некакви индици или некакви информации дека може некогаш некој ракометен клуб од Струга или од Македонија да дојде тука или вие да појдете таму, бидејќи конектот го има преку тебе? Па се надевам дека ќе направиме некоја конекција некогаш, зошто да не? Тука е многу убаво да дојдат преку летов, да изиграме некој турнир. Има исто така и многу добар ракомет на песок тука. Има многу добри плажи каде што се игра тоа, така да зошто да не? Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Македонската амбасада во Рим ги собира вашите податоци за обнова на патните документи, за оние што се истечени. Знам дека многумина од македонците кои што живеат и работат на островот едноставно нема време за да го чекаат целиот тој тајминг на вадење на документи, бидејќи Малтешкото биро за вработување не чека. За вадење на работните дозволи бара и инсистира веднаш да се поднесат сите документи. А поднесувањето за патните исправи за обнова овде во Малта ќе трае уште една недела. Ова е последната недела. Значи, ако ви истекува набрзо пасошот, а немате потреба од итно веднаш обновување, значи тоа да биде во наредниот месец дена, искористете ги овие 7 дена за да се пријавите вие или некој член од вашето семејство. И веднаш потоа ќе добиеме информација каде што се надевам дека во текот на ноември ќе се реализира целиот оној акционен план за доаѓање на луѓе од Министерството за надворешни работи од Македонија кои што ќе направат сликање овде во Малта и подоцна обнова на нашите
патни исправи кои што се истечени. Значи, уште еднаш ве подсетувам, прочитајте го ова што следува сега веднаш после мене и пополнете ја пријавата за да бидете во листата која што ќе биде реализирана како обнова на патните документи или пасоши со истечен рок тука во Малта. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Бидете секој ден на нашата Facebook страна од понеделник до четврток, 4 дена со 4 термини ќе бидат конечното решение. 4 конечни решенија во интервал од 4 недели ќе ве донесат до финалната дестинација, локацијата каде што ќе треба да го пронајдете пликото кое што ние ќе го скриеме на некое интересно скришно место. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега е време за потера. Минатата недела ја завршивме практично претходната потера која што беше одговор на прашањето која е најгрдата и која е во исто време и највкусната риба што се среќава во водите медитерански околу островот. Ја погоди девојка можеби после скоро неколку часа од објавувањето на прашањето, бидејќи никој не ги погоди оние 4 главни асоциации. А за оваа недела веќе имаме една измината завршница, финалната неделна асоциација беше ПАМА и од оваа недела ни беа 4 автомобили, мотоцикли, слободно и место. И второто неделно решение е паркинг. Сега, пробајте да споите ПАМА и паркинг. И тука некаде се крие можеби главното решение за потера. Значи ПАМА и паркинг. Ако не ви се вклопува во вашата логика, тогаш чекајте ја третата неделна финална асоциација која што ќе ја стартуваме од понеделник и потоа ќе ни остане уште една. Се надевам дека оваа асоциација во оваа потера ќе добие решение со откривање на пликото, дека нема да имаме потреба да поставуваме повторно наградно прашање. Уште еднаш да ви повторам. Размислувајте на темата ПАМА, паркинг, што е третата и што е четвртата, ќе видиме во следниот период. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Ski Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Тука и ќе се одјавам. На крајот само ќе ве подсетам, да не заборавите. Сабота меѓу недела, значи недела наутро, во 3 часот се поместува часовникот. Се мести на 2 и тоа ќе биде предпоследното менување за вечност, ја кажам. Бидејќи знаете дека Европска унија донесе одлуката за последен пат менување на времето од летно во зимско на 28 март 2021. Значи, после ова менување ќе имаме уште само едно во март наредната година и тоа ќе биде веќе последното, бидејќи се испостави после многу анализи низ годините наназад дека нема некакви влијанија, напротив, многу полоши активности се случуваат за време на промените на времето, часовникот, отколку тоа да не се прави. На крајот од криштата, русите, ако знаете, веќе десетина години воопшто не го менуваат времето и објаснувањето им беше многу едноставно. Имаме толку многу часовни зони за да тој еден час биде само штета ако не можеме воопшто да ги координираме сите заедно. И на крајот ќе ве потсетам да останете уште малку, да ги погледнете оние две активности кои што ги одлучуваме како екипа, што изминатава недела беше аут во Малта, а што беше ин. Бидете ми во добро здравје, без разлика што мене ме гледате без маска, не заборавајте од понеделник веќе се казнува маска и на отворено. Мора! Без оглед на тоа дали е тоа една од оние неубави одлуки на владата или убави, јас лично не се сложувам за вакво убаво прекрасно време за еден остров како Малта, за еден толку убав чист воздух медитерански, да треба да ја носите маската, бидејќи последните истражувања кажуваат како воопшто се пренесува вирусот, но тоа се одлуките ќе удрат по джебот. Бидете во добро здравје, држете се и се надевам дека многу побрзо ќе заврши ова корона време и корона протоколи. Се гледаме на нашите социјални мрежи во наредната недела и наредниот петок со новите информации.
the Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.